Домови Кузман Јосифовски Питу и Стив Наумов во Скопје, што се реконструираат од минатата година, ќе бидат повторно отворени за сместување студенти од почетокот на следната година. Кузман ќе се заврши некаде во ноември. За жал, реконструкцијата на Стив почна со задоцнување, но ние таа состојба ја затегнавме и моравме да ја решаваме. Откако ја решивме, повторно имаше технички работи. Градот, општината дозволи маркица. И откако го решивме тоа, веднаш почнаа со работа. Но очекувам и Стив до крајот на годината да биде готов, па во вториот семестар студентите веќе ќе можат да влезат во домовите, соопшти министерката за образование и наука Весна Јаневска. Таа додаде и дека деновиве ќе биде донесена одлука кои студентски домови ќе бидат следни за реконструкција, со цел тие да станат енергетски ефикасни со подобрена одржливост, што ќе придонесе за почиста животна средина и ќе обезбеди финансиски заштеди. Проектот се реализира со заем од 20 милиони евра од Германската развојна банка и грант од 4,8 милиони евра од Европската унија преку регионалната програма за енергетска ефикасност за Западен Балкан. Се санираат блоковите 3 и 5 како и кровната конструкција на Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков информираше дека се завршени сите процедури и дека избран е надзор за проектот. Направивме увид на состојбата на библиотеката и она што го видовме беше во очајна состојба. Ветивме во тој период дека ќе превземеме големи чекори за санација на овој значаен објект и на ова архитектонско дело и од тој период до сега, заедно со директорот, ги поминавме сите процедури, конечно заврши јавната набавка, обезбедени се скоро 24 милиони денари за санација во првата фаза, а тоа е блоковите 3 и 5 и поправка комплетно на кровот за да немаме веќе протекување. Директорот на библиотеката Јовица Ничевски информираше дека ова е само првата фаза, а дека целиот проект се состои од 3 фази. Со втората ќе се заменуваат плафонските стакла, со третата ќе се реставрира фасадната површина на мермерните блокови. Дел кој што е оставен без нормално грејење и ладење, значи системот за грејење и за ладење долги години не е во функција, повеќе од 10 години не е во функција. Од самото пуштање на библиотеката за жал бил запоставен, не бил сервисиран, несоодветно одржуван и библиотеката во тој простор останала за да не може да се користи за жал. Комплетната санација на Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски ќе чини 24 милиони денари обезбедени од владата. Завршува првата фаза од изградбата на вакуумската фекална канализација во Јурумлери, зона 1 и зона 2, со вкупна должина од 4071 метар. Увид во работите направија градоначалникот на Газибаба Боман Стевковски и министерот за локална самоуправа Златко Перински. Тие на лице место се уверија дека првиот дел од изградбата е завршен и ја најавија втората фаза од изведбата на проектот. Градоначалникот Стевковски истакна дека станува збор за проект особено значаен за Јурумлери и дека покрај новата канализацијска мрежа ќе се изградат и 189 индивидуални приклучоци за домаќинствата, со што значително ќе се подобри животот на граѓаните, како и квалитетот на животната средина и јавната хигиена. При тоа посочи дека за последната фаза од овој проект аплицирале за средства на вториот владин повик за поддршка на инфраструктурни општински проекти и со чија реализација цело населено место ќе има канализацијска мрежа со пречистителна станица. Министерот Перински истакна дека овој проект е уште еден доказ за перманентната посветеност на општината во насока на инвестиции и постигнување на рамномерен развој на целата територија на Газибаба, а што представува императив и за владата. Станува збор за историски проект. Првата фаза е целосно финансирана од општинскиот буџет, а за втората фаза и комплетна реализација, ние како централна власт ќе одвоиме близу 150 милиони денари. Навистина сум горд, заради тоа што кумулативно за овој проект ќе се издвојат близу 3,5 милиони евра и ќе се реши еден децениски проблем, изјави министерот Перински. За довршување на проектот, како што информира од општината, средствата во висина од речиси 145 милиони денари ќе се обезбедат преку Министерството за животна средина и просторно планирање, а останатите од страна на општината. Секое дрво е важно. Создаваме општина во која секој граѓанин има пристап до податоци за состојбата на зеленилото.
Воведуваме поголема контрола и транспарентност во урбаното планирање, соопшти градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски, кој информираше дека секој граѓанин јавно и без никакво најавување може да има целосен увид во зелениот регистар преку ГИС платформата на општината. Од општината информираа дека околу 10.000 дрвја се мапирани со фотографија, состојба и латинско име, а најзастапени видови се липа, јавор, костен и јасен. Општина Аеродром продолжува со реализација на инфраструктурни проекти. Како што појасни градоначалникот Дејан Митески, кој изврши обиколка на локациите каде што се работи, целта на општината е да се унапреди квалитетот на урбаниот живот и да се создадат подобри услови за рекреација и забава на граѓаните. Во населба Лисиче во паркот спроти крстот поставено е ново детско игралиште, опрема за вежбање на отворено, а извршена е целосна реконструкција на кошаркарското игралиште, како и инсталација на ново лед осветлување, со што ќе се обезбеди поголема безбедност и можност за користење на просторот и во вечерните часови, информира од општината. Исто така, покрај булеварот Февруарски поход во населба Ново Лисиче на целосно нова локација е поставено современо детско игралиште, со што нашите најмали жители од овој дел на аеродром можат да се дружат и да се забавуваат во убаво уредена урбана зона, изјави градоначалникот Митески, кој додаде дека во паркот Јане Сандански се работи на комплетна реконструкција на урбаната опрема, со што просторот добива нов модерен изглед и обезбедува пријатна и функционална околина за одмор, дружење и рекреација за сите генерации, особено во топлите летни денови. Македонско село на Водно повторно се враќа на туристичката и културната мапа на Скопје. По речиси 7 години мртвило и запуштеност, комплексот повторно ќе заживее по 19 јуни, за кога е предвидено да биде преземен од новиот концесионер, компанијата Латераца. Ова информација ја соопштија од службата за општи и заеднички работи при владата. Инаку изградбата на комплексот почна во 2011 година, а беше официјално пуштен во употреба во 2016. Во 2018 година комплексот беше затворен заради неисплатливост, а годинава владата распиша конкурс по кој фирмата Латераца со македонско село ќе стопанисува во наредните 15 години за месечна рента од 210.000 денари. Македонско село содржи 12 автентични куќи, што представуваат различни региони од Македонија. Во рамки на куќите има простории наменети за занаетчии, традиционални ресторани и сместувачки капацитети. Ваквите знаменитости го прават овој локалитет исклучителен за промоција на македонското културно наследство. Најдобрите основци од училиштата во Бутел денес добија стипендии. Од општината соопштија дека продолжуваат да инвестираат во образованието како еден од најважните фактори кои ја формираат личноста и кој има огромно влијание врз понатамошниот развој на секое дете, обезбедувајќи сигурна иднина на новите генерации. Доделувањето на стипендиите од градоначалникот Дарко Костовски на 56 ученици е уште еден чекор за поддршка на учениците и најголема награда за нивната посветеност, труд и напорна работа во текот на целата година, потенцира од општина Бутел. Целосно е асфалтирана улицата 15 во населба Илинден, со вкупна должина од 270 метри и широчина од 5,5 метри, како дел од програмата за реконструкција, рехабилитација и изградба на локални улици и патишта, соопштија од општината. На завршувањето на овој проект, градоначалникот на Илинден Александар Георгиевски истакна дека покрај асфалтирањето по целата должина на улицата се изградени тротоар и систем за одведување на атмосферски води, со поставување цевасти пропусти. Проектот е целосно финансиран од буџетот на Илинден. По повод крајот на учебната година, Сдруженијето на родители на деца со церебрална парализа Димитар Влаков за учениците од училиштето Доктор Златан Сремец организираше забава. Настанот што се одржа во Вила Касијана со многу игри, танцување и пеење, помина во топла и емотивна атмосфера. На забавата присуствуваше и градоначалникот на Киселавода Орце Ѓорѓиевски со својата сопруга и најблиските соработници. Овие дечиња, секогаш мои најверни пријателчиња, сакаат само љубов и внимание и да знаат дека не се сами. И додека јас сум гостин на овој свет, никогаш нема да бидат сами, порача Ѓорѓиевски. Тој нагласи дека неговата борба продолжува во насока на обезбедување еднакви можности за сите деца и дека тие секогаш ќе можат да сметаат на него, како човек и како градоначалник. Во животот не е важно кој си, што си и колку имаш, туку делата кои ќе ги оставиш зад себе.
Затоа по делата нека не паметат, додаде градоначалникот Ѓорѓиевски и најави нови средби со своите другарчиња. Заврши изградбата на ново, модерно и безбедно детско катче во Триангла, второ од вкупно 5 планирани, информираа од општина Газибаба. Пред само неколку дена го отворивме и новото детско катче во Железара, а продолжуваме со исто темпо и во другите делови од општината. Како градоначалник, силно верувам дека најмладите заслужуваат чисти, модерни и безбедни простори за игра и развој. Во текот на мојот мандат изградени и реконструирани се над 60 детски забавни катчиња, порача градоначалникот Бобан Стевковски. Пред неколку дена катче за најмладите беше пуштено во употреба и во населбата Железара. Денови за спорт на младите се одржуваа изминативе 2 дена на спортските терени во општина Илинден. На спортската манифестација се надпреварува учениците од основните училишта, како и учениците од средното општинско стручно училиште Илинден. Се играше футсал, ракомет и одбојка во машка и женска категорија, турнир во баскет за ученици од средното училиште Илинден, елементарни штафетни игри за учениците од оделенска настава. На спортската манифестација учествуваа вкупно 400 ученици. На победниците пехари им додели градоначалникот на општина Илинден Александар Ѓорѓиевски, кој истакна дека одржувањето на спортските настани во општина Илинден е со цел да се поттикнат младите на поздрав начин на живот. Со настапот на скопскиот бенд Фанк Шуи и артистката Спейст, вечерва се отвора втората сезона на летната сцена Славиша Каевски на Македонскиот народен театар. Програмата годинава ќе се одржува под слоганот Млади за млади, ставајќи акцент на концертни настапи на македонски изведувачи и носејќи хуманитарен карактер и ќе трае до 21 јуни, затоа што средствата од продажбата на билетите ќе бидат наменети за сапорт Кочани, за поддршка на лекувањето и рехабилитацијата на повредените во трагедијата во Кочани, соопштија од МНТ. Летната сцена Славиша Каевски премиерно беше отворена минатата година, како посвета на прерано починатиот актер, кој што остави длабока трага во македонската култура. Оваа година програмата на летната сцена е во рамките на одбележувањето 80 години Македонски народен театар. Албумот Моин на македонскиот музички проект Калбула ќе биде промовиран вечерва во 21 часот во клубот Лакања во Скопската чаршија. Како што соопштија од Канал 103, Моин носи длабока ритуалистичка и психоделична атмосфера, истражувајќи племенски и трансцендентални звучни пејсажи, кои ја вовлекуваат публиката во халуцинаторен свет. Вечерта ќе збогати настапот на електронскиот артист Медарски, кој ќе изведе танцова електроника во живо, заокружувајќи го музичкиот спектакл. Албумот се одликува со впечатлив омот, на кој е прикажана карневалска маска креирана од ученикот Филип Тренески. Маската е инспирирана од традиционалниот прилепски карневал за Прочка. Промоцијата е дел од серијалот Нова пролет, со кој Канал 103 одбележува 34 години постоење.